Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани жители на општина Газибаба, драго ми е што еве денеска сме во посета на пуштање на ново основно училиште Бера Јоцич, кое што представува нов објект, еден од многуто објекти кои што се градат во државата. Тоа е еден од 4 нови основни училишта кои што се изградени во последниот период. Дополнително покрај овие 4 во тек изградба на уште 2 нови. Заедно со министрот договаравме да ги посетиме за да обрзиме и динамиката во текот на летото на нивната на изградба. Посебно ми е драго што овде старите објекти, бараките кои што беа повеќе од 40 години, конечно ќе бидат заменети со овој прекрасен простор за учење на основците, на основно оделенците, каде што буквално во овој објект учат повеќе од 520 дечиња. Драго ми е што сите овие капитални инвестиции во образованието ги овозможуваме и подобруваме условите во основното образование. Инвестираме паралелно со спортските сали, кои што многу често се комплементарен дел на основните и на средните училишта, но секако се реконструираат и многу стари училишта. Во моментот се реконструираат 8 стари основни училишта. Тоа значи дека некаде преку 4500 дечиња самото основното образование следната учебна година ќе ја почнат во нови објекти, во нови училишни клупи. Паралелно со тоа, знаете дека секоја година се трудиме да ги мотивираме наставниците преку порастот на платите, а со министерот и со стручната јавност, помогнете од меѓународните организации, веќе отворивме дебатата за сериозни реформи во основното образование, како и во средното образование. Дебатата е отворена, веќе и јас примам одредени сугестии, министерот работи со работни групи. Рековме дека не го брзаме процесот, заради тоа што навистина сакаме суштинските реформи да бидат прикладни и за времето во кое што живееме, но и за потребите на завршените ученици со нивното образование за полесно наоѓање на работа. Верувам дека ќе успееме во сите овие реформски процеси во нашето образование, заради тоа што образованието е високо на агендата на очекувањата на граѓаните. Верувам дека со ваквите постапки, со финансиската стабилност на државата се повеќе и повеќе ќе имаме задоволство кај граѓаните. Благодарам.